Обвинителството не гледа индиции за да отвори предмет за фрлањето знаме од македонската евровизиска представничка Андреа Коевска, додека позираше на тиркизниот тепих во Торино. До овој момент, велат од обвинителството, нема индиции дека во настанот имало намера државното знаме да се изложи на подбив и исмејување. Од македонската радиотелевизија прво ја осудија Коевска за потегот, па рекоа дека размислуваат за нејзино повлекување, но досега нема донесено никаква одлука или барем јавноста не знае. Македонската евровизиска делегација не одговара на повиците од Алфа, зошто никој немало околу Коевска да го прифати знамето, за да не мора да го фрла како што тврдеше, и дали некој конечно ќе понесе одговорност за сите скандали кои со години ги следат македонските представници на Евровизија. Шефицата на делегацијата Мери Попова за инцидентот за Нова Македонија вели дека представничката имала само 30 секунди за фотографирање и се случило многу брзо. Коевска пак се кае, вели погрешно била разбрана и се извини. Во момент каде што ме снимаше камерата и каде што ме фотографира, побараа да го нема македонското знаме. Делегацијата беше стварно на вистина далеко од мене и јас одлучив во момент да го фрлам знамето. Не беше од омраза затоа што јас сум горда да доаѓам од тука и затоа ми е малце безсмислено зошто се случува ова. На вистина сум тука за да представам Македонија во најдобро свидетелство. Пред пладнето стигна уште едно извинување од евровизиската представничка, овој пат на социјалните мрежи. Минатата година јавноста не остана рамнодушна на спотот на Васил Гарванлиев, каде се забележуваа боите на знамето на соседна Бугарија. Во една прилика, Гарванлиев изјави дека има бугарски пасош и се чувствува како бугарин. Иако реакциите беа огромни, Гарванлиев замина како представник на Македонија на Евровизија по одлука на МРТ.